Топ тема, добро вечер. Аерозагадувањето повторно почнува да руши рекорди, како и потсетувањето на алармантната статистика дека од 17 до 19% од вкупната смртност е резултат на компликации предизвикани од неквалитетот на воздухот. А отсуството на мерки и негрижа останува константа за сите и локални и централни власти, без оглед на политичката боја со која што тие се менуваат. До кога се ќе биде само на апели, празни зборови и добро напишани стратегии, кои што никој не сака или не може или не знае да ги спроведе. А каде е причината? Одговорите вечерва ги бараме во дебата со моите гости, екоактивисти и сите по случајно и членови на општинските совети. Невена Георгиевска, два иницијатива и член на советот на Скопската општина Карпош. Добро вечер и добро дојдовте. Горијан Јовановски, Зелен хуман град, член на советот на град Скопје и автор на апликацијата Мој воздух. Добре дојдовте за вас. И онлайн го имаме Ѓорги Танушев од Струмица, екоактивист на Здрава Котлина и сега советник во општина Струмица на Стигај. Добро вечер и за вас, Танушев. Горијан, би почнал со вас со разграничување на она што деновиве е актуелно, како наближува зимата. Ние ги враќаме дебатите за загадениот воздух, а фокусот на граѓаните е кон различните апликации. И сега, што е она што најчесто го цитираме и најчесто го гледаат граѓаните, 1, 2, 5, 7, 20 во светот, што мери покажува IQR, што Мој воздух, а што информативниот портал на Министерството за животна средина тогаш кога е во функција, односно тогаш кога се во функција мерните станици. Мислам дека сме согласени сите дека Скопје и другите градови низ Македонија сме далеку на врвот на тие листи на најзагадени градови, дали тоа би било во Европа или можеби на глобално ниво. И мислам дека со или без апликации ние тоа веќе го чувствуваме самите. Како граѓани се навикнавме да излеземе надвор и да го осетиме веќе загадувањето. Можеме да го разликуваме од кога има магла, бидејќи веќе нашиот нос е привикнат на тоа. И мислам дека нема ни потреба да гледаме дали сме ние на прво, на пето или на 10-то место, кога извештаите од Европската унија велат дека над 5000 граѓани годишно го губат животот во оваа држава од аерозагадувањето. Ако тоа не ни е знак дека нешто грешиме, дека имаме негде проблем, без разлика дали сме на прво, пето, шесто или 183-то место, мислам дека имаме ние сериозен проблем кој што, како што самиот рече, со години, ако не и со децении, го занемаруваме или едноставно не сме желни да го решиме. Што значи кога сепак ќе се прочита дека земјава е на 32-то место, ова е само една, да не ги споменуваме сите други статистики, на 32-то место како најзагадена земја во светот, според годишната концентрација на PM2 частичките. Поразително е. Поразително е како една земја што велиме дека сме на европски пат, се стремиме да бидеме како тие западни земји на кои што се догледуваме и велиме окей, сакаме таков воздух, алпски воздух, амстердамски воздух да дишаме, а се наоѓаме на 32-то место, дното на листата, најзагадени во светот. Поразителен е фактот дека очигледно политиките кои што ги креираме или уште повеќе не ги креираме не помогнале да направиме ние некако исчекорување кон подобра иднина или позелена иднина. Така што за мене барем, како човек кој што веќе 10 години збори на темата, работи на темата со овие податоци, јас не гледам никакво вистинско придвижување кон нешто подобро. Невена, кои се вашите оценки генерално на ОДВА иницијатива, особено имајќи го предвид и искуството, сега малку е специфично, но добро е. Имаме еден советник од Скопје, од град Скопје, еден од Скопска општина и еден од општина надвор од Скопје, бидејќи особено кога е во прашање Скопје, регулативата и обврските се многу измешани. Да, меѓутоа во однос на загадувањето на воздухот не можеме ништо сами. Може со некои субвенции да намалиме во одредени делови, меѓутоа онакво загадување како што имаме ние со години
Мислам, тоа треба една државна стратегија да се направи во насока на тоа да се предвиди ригорозни мерки да имаме за да речеме во одреден период од 10 години или од 5 години да имаме некоја цел да стигнеме да речеме до 50% намалување или до одредено, па да видиме како идеме како се движиме по тој план, дали треба нешто менување или ако иде добро да се вложи некои додатни инвестиции за да идеме на уште подобро. Кај нас нема таква стратегија. Цело време се збори дека проблемот не се решава за 2 години, мислам треба години, а веќе 10 години зборуваме, ние како активисти зборуваме за проблемот. Иначе има податоци дека загадениот воздух, знаеме дека Скопската котлина има загаден воздух и се мери уште многу порано. И нас не поминува времето во зборење дека проблемот е нерешлив и со правење некои пиар мерки што само ги маскираат конкретните. Како да се убедиме, бидејќи прв пат кога се донесе законот, првиот рок беше за прв пат законот е донесен, мислам, 2009 година, со тоа што во него беше донесена обврска дека граничните вредности, значи чист воздух, особено за сите овие PM10, PM2 и останатите, ќе бидат достигнати 2014 година. Кога ништо не се направи, беа одложени за 2018. Дојден владата на СДСМ ги одложи за 2022. Во меѓувреме само се менуваат ситници, прак на известување, мерки за алармирање и во суштина ништо. Во однос на праговите на алармирање и информирање, тоа можам да кажам дека и нас како активисти ние постигнавме да се усвои тоа намалување и секоја година се намалува тој број со цел само да едноставно сватиме да бидеме по поголем притисок за да може да почнат да се спроведуваат по соодветни мерки. Меѓутоа, кај нас ништо не се спроведува. Очигледно и тие прагови што се намалуваат и што прагот на алармирање треба да биде на 2-3 дена, едноставно не ги тагира. Ја мислам дека среќа имаше што последниве години имавме поветровите години. И не дојдовме у ситуација како сега, еве уште у ноември, да почнеме со големо загадување или да имаме како 2015 константно 15 дена, значи максимални над 2-3 пати над дозволена, не 2-3 пати, мислам дека и 10 ида. И малце властиве се опуштија, дури и пред изборите на двете најголеми партии беше заштита на животната средина веќе негде не беше во примарните цели. Значи, еве и ВМРО, ДПМН се обврза дека ќе основаат зелен фонд на Македонија, значи така беше спомнато програмата, во најбрз можен рок ќе се формира таков фонд каде што сите такси земени во однос на загадување ќе идат во тој фонд и ќе имаме повеќе средства во однос на тоа да се спроведат повеќе мерки, меѓутоа сега никој не спомнува за таков фонд. И сега меѓу она што го говорат партиите во предизбори и она што го работат кога се на функција, без оглед дали на централно ниво, дали на локално ниво, дали во соработка централна и локална власт, како што впрочем треба, доволна илустрација е следна. Скопје утрово е повторно меѓу најзагадените градови во Европа, а ниту градоначелниците од ВМРО, ниту владата на Мицкоски не преземаат ништо за загадениот воздух. Препознавате чие е соопштението во моментов на опозицијска партија која била на власт. Скопје со денови е најзагадениот град во Европа, а меѓу 10 најзагадени во светот. Проблем со загадениот воздух имаат и Битола, Струмица, Кочани, Куманово и други градови, но власта ништо не презема. Ветуваа многу, а не реализира ништо. ВМРО ДПМН во опозицијски денови за СДСМ. Па сега прашањето е до кога така? Дека им дозволуваме. Значи, народот им даде голема доверба, иако прашањата за животна средина не беа високо тагирани во тие програми. И едноставно народот е преокупиран со многу не беззначени, него многу помалку значени теми во однос на здрав живот
и здравието, пред се за иднината на децата што живеат во оваа земја, отколку и свесни сме дека тука цело време се збори за нашиот пат кон Европска унија, во однос на тоа колку е приоритетно некои прашања да се решат, меѓутоа никој не го спомнува ова поглаве. Ние сме толку далеку со ова поглаве, мислам да буквално да не постои ни едно вето, ние поради тоа поглаве и корупцијата во правосудниот систем ние не можеме да влеземе во Европска унија. Тоа е проблем што никако да го сватиме дека тоа е едно, кога велат едно од најскапите се во на вистина во право, бидејќи бара многу инвестиции. Јас не се обидов, пробав, но намерно не издвоив цитати од последниот извештај на Европската комисија, затоа што само ќе ги оптоваруваме гледачите, бидејќи внатре буквално се е нула. Почувајќи генерално од целиот концепт за менаџирање на животна средина, квалитет на воздух, индустријски отпад, третман на она што е граѓански отпад, значи никако да се види таа сплотеност и поврзаност на сите тие елементи. Немаме бидејќи ја мислам дека не ни го гледаме тоа како една целина. И тоа ми е шокантно мене, бидејќи не треба да си експерт за да разбереш дека ние живееме во еден екосистем во кој што сите работи се поврзани едно со друго. Ако ти го загадиш воздухот ќе загади почвата, ако се загади почвата, тоа ќе прелее во подземните води, ќе се загади водата. Ние се наоѓаме во еден циклус во кој што ние никако да тргнеме еден сегмент да го решиме за да го спречиме тој циклус да иде, камоли све друго. И како што кажам, извештаите на Европската унија година по година покажува дека ние не сме мрднале. Ние сме заглавени во мртва точка. Ние збориме за пречистителни станици, ние збориме дека ќе поставиме повеќе сензори, ние дека ќе справиме со депонии, дека ќе решиме едното и другото. Ништо, тоа на крај ние не сме видели. И што ќе биде? После повторно ќе читаме нова изјава од нова партија кој што ќе рече гледаш сега овие пред мене или после мене или зад мене не направи, ама ние. Ама се навикнаа дури да си ги препишуваат изјавите, па јас им најдов. За долгорочно подобрување на квалитетот на воздухот потребен е ангажман на администрацијата на централно и на локално ниво, малите и големите бизнис предпријатија, како и на сите други граѓани. И тука ова има точка и продолжува ние како министерство, ние како влада. И тоа се копи-пейст изјави кои што секој ги зема, но ако беше Скопје, Битола, Тетово, сега таа листа се шири и на градови за кои што дури Берово, што го сметавме дека е Берово, дури и Струмица. Ајде одиме во Струмица. Танушев со години веќе, иако го немаше градот, сега го има. Еве оној дел колку можат екоактивистите кога се во улога и на советници би го почнал со вас. Има една одредба од законот која што предвидува и казнени, дури казна, глоба за градоначалниците и вели секоја година до ресорното министерство се должни да достават извештај. И сега они доставуваат само извештај за преземени или наводно преземени мерки, но законот вели за колку успеале да ја намалат загаденост. Еве ќе почнам прво од вас, бидејќи кај Скопјани ќе најдеме на проблем која општина за што е надлежна. Вие сте ми почиста ситуација во Струмица. Сте видели ли таков извештај досега? И како екоактивист, и како советник? Значи, таков извештај треба да се прави. Ние во Струмица дури усвоивме и уште чекор понапред. Два пати во годината таквите извештаи да бидат јавно достапни на граѓаните и еднаш во годината да има јавна трибина со сите инспектори и граѓаните да можат да прашуваат директно, да ги прашуваат инспекторите, и тоа е влезено во локалниве прописи. Советот го изгласа тоа, но за се уште не се. Да, сега доаѓаме до вистинското прашање. Кога го изгласа Советот и дали е спроведено? Бидејќи за да се изгласа нема проблем и на Горијан им прифатија 19 препораки за во Скопје, ама ништо немаме видено од тоа.
Значи, дали се спроведува? Значи, тоа беше во август 2022 година, но се уште се нема спроведено, мора да кажем. Вистината е таа. Инаку Струмица, ќе ве коригирам, е најзагаден град во Европа. Зборувам од Македонија. Зошто? Затоа што во ова што го сега цитиравте, Скопје се разбуди со овие пикови, истиот тој сервис IQ Air, што е швајцарската компанија што ги има на располагање тие информации, ја има рангирано Струмица како 7-ми најзагаден град во Европа за цела 2023 година. Значи, тука не се работи за пикови, него се работи за континуирано, цело време. Така што, 2 места подолу е Тетово, а Скопје го немам во првите 15. Така да морам да со жалење да констатирам дека сепак Струмица е најзагаден град во Македонија. На што се должи тука тоа? доаѓаме до нешто многу необично. Компаративните предности на Струмица во однос на другите градови е тоа што Струмица не е така голем град. Струмица нема толку многу возила како другите градови. Струмица нема тешка индустрија. Струмица, сите јавни институции се гасифицирани, ние имаме вертикална гасификација. Еве, набавивме и електрични автобуси, има јавен превоз, најнови. Но сепак остануваме најзагадени цело време. Каде се причините? Тогаш бидејќи сите овие чекори на вистина, особено околу гасификацијата на јавните институции, мора да се признаат како предност на овој град кој што досега не го направил никој друг, например Скопје, главната гасоводна мрежа минува низ центарот, доаѓа до стара железничка, меѓутоа нити еден нов објект, нити едно училиште за жал не е приклучен на неа. Прашањето беше на што се должи. Мислам дека проблемот е во тоа што немаме контрола на горењето во планите. Това е моје мислење, затоа што ако беше до дрвата, оно што пробуваат цело време да го наметнат како збор, значи загадуваат и дрвата, нели, загадувањето на горењето дрвна маса е нормално и тоа со години е така. Но знаете што, тоа било и порано, но не мирисало на пластика, не мирисало на отпад и тие работи. Кај нас мирис. Од друга страна, може би тука добро е да се веќе постави прашање до самото јавно предпријатие шумско стопанство за тоа какви дрви испорачуваат, нели? Но тоа не е основниот проблем, јас пак ќе кажам. Струмица се грее 40% на струја, 60% на дрво. Значи, во сите овие параметри, јас сакав да ја видам студијата што направи UNDP, за да направам компаративна анализа помеѓу градовите, бидејќи Струмица навистина има предности, но се уште нема. Таа методологија мене ми е многу интересна, сакам да ја видам, но ја нема. Сметам дека загадувањето доаѓа од неконтролираната индустрија, затоа што независно дали се работи за А, Б или за инсталации кои што работат само со елаборат, сите тие загадуваат и ние во изминатиот период ги сликаме еден по еден, значи правиме цел колаж на слики како истекуваат огромни количества на чад кои што не би требало да биде така и нема кој да ги контролира. Струмица има само една инспекторка и таа има работа премногу. Ни треба повеќе инспектори за таа работа. Но ни требаат инструменти. Како може еден инспектор да утврди загадување на располагање ниту буџети од акредитирана лабораторија, ниту пак има инструменти. Значи не може. Оно што може да го направи да се ослоне само на тоа што ќе го поднесе самиот оператор, а тоа не секој значи дека е така. Значи нема независно увид во нештата и нема начин како тоа да се провери. Единствено само преку верување на збор, а знаеме ние колку сме на збор си држиме зборам. Значи не е како што треба. Такво нешто не смееме да имаме. Благодарам Танушев за сега. Танушев допре една интересна тема, а тоа се причините. Се има впечаток дека некако како екоактивисти не можете да најдете, ајде да не речам заеднички јазик, не, но може би дека
имате известна скепса, ако не грешам, кон сите овие истражувања кои што се обидуваат да ги лоцираат изворите на загадување и главно сите се врзуваат со грејењето во домаќинствата. Зошто таа скепса? Еве Горијан прво од вас. Бидејќи ние велиме дека има неколку извори на загадување. Загревањето во домаќинствата е еден од нив. Но понатаму имаме загревањето во јавните институции, имаме индустрија која што е комплетно неконтролирана, имаме горење на отпад кој што се случува и така натаму и така натаму. И сега ние ако направиме студија во одреден момент и направиме мерења во одреден момент и речеме окей, според овие мерења сега, кога сме ги правеле во одреден период, најмногу честички доаѓале според нивната анализа од одреден тип на согорување, ние не може да знаеме дека тоа е континуирано цело време така. Индустријата често сакаат и често гледаме дека ја тргаат од мета, од министерство, од инспекторат, не се спомнува, па малце било, па немојте. Ако е малце и немојте, зошто немаме континуиран 24-часовен мониторинг на секоја емисиона точка, на секој објект кој што има барем А и Б интегрирана дозвола, ако не и тие со елаборати. Континуирано, јавно мерење на секој час, на секој 15 минути, за да видиме точно колку тие објекти во целост загадуваат или не загадуваат и според тоа веќе ќе може да кажеме, окей, еве го уделот и импактот на индустријата. Бидејќи тоа е многу полесно мерливо и контролирано, за разлика од ајде да идеме сега на секој домаќинство да му поставиме на оџаците. Секако и домаќинствата се што гори загадува. Секој горење, секој процес на горење загадува. Ама ако ние немаме точна бројка, увид контрола 24/7, тогаш многу е тешко да излеземе и да кажеме аха, окей, ама од овде ствари доаѓа, а овие не ги гледате, тие се окей, тие се на страна. Затоа ние упорно инсистираме, кога се издаваат тие елаборати, кога се издаваат тие интегрирани дозволи, обврзи ја таа фирма да мора да постави мерни станици на сите емисиони точки и континуирано јавно достапно да се гледаат тие вредности кои што доаѓаат од нивните издувни гасови. Сметате дека овие 21 плюс она мобилна една мобилна што шета по потреба не ја даваат вистинската слика? Не може да дадат, премалку се. Значи тие станици кои што окей, кога функционираат добро, ама прашање прво кога функционираат, зашто често знаат да се надвор од функција, да се расипани. Јас баш утринава, тоест вчера гледав, имаше околу 10 сензори кои што не работеа, ако не и повеќе, на станици низ Македонија. Што значи дека прво се многу малку, не може да покријат целата територија. Имаме градови без официјални мерни станици, во Скопје имаме 5, 6, 7 мерни станици кои што повторно не се доволно да ги покријат сите точки за ние убаво да ги лоцираме изворите, па се сведуваме ние како активисти да поставуваме наши волонтерски индикативни мерни станици, па тука да се расправаме дали била таа точна или дали била таа грешна. Ако државата навистина сака да ги открие загадувачите, ќе се постави многу гушта хипермрежа на сензори и многу лесно ќе се види окей од тука е таму и веќе нема граници. Нема Горијан рекол, Невена рекла, Ѓорѓе рекол или министерот рекол. Податоците ќе кажат. Ама додека ние немаме таква хипермрежа со официјални мерни станици и се задржиме на 20-тина, што е смешно, 20-тина не можат Скопје да го покријат, камоли цела Македонија. Ние се вртиме во круг и ќе правиме анализи, ќе правиме и ќе се докажуваме, а 5000 граѓани умираат. Јас не се согласувам баш многу дека ние сме скептици во однос на индустријата. Еве ги имам податоците, значи она што ние го имаме од овие истражувања, тие покажуваат дека на горење дрвни производи, значи отпаѓаат од 30 до 60% во зависност од месецот и од градот. Значи во најладните месеци има значи за согорување од дрвна маса, значи не само дрва, тука спаѓаат и палети кои се помешани со обично и со лепаци, со такви, бидејќи немаме стандард за палетите, значи 50 до 60%. Тоа е во месеци кога имаме загревање. На собраќајот отпаѓа од 12 до 16%. Не, од 12 до 16% отпаѓа на нафта и мазут. Значи можеме да кажеме дека одгредени од индустриите што се греат на нафта. На сопраќај отпаѓа од 11 до 14% и тоа се зема како позадинско урбано загадување. Додека кај собраќајниците веќе поголемо 34% е загадувањето. И сега во летните месеци, пролетни кога немаме грејна сезона, значи индустријата има удел од 19 до 49%, каде на мазот и нафта отпаѓа 9 до 26%. Потоа на пролет најголем удел има горење на разен отпад на отворено, 19 до 35%. Тоа е есен, би рекла.
почвена градежна прашина од 4 до 46%. Сообраќајот има удел од 4 до 25%. Значи нас негде околу 30% веќе и сообраќај од 25% сообраќај од отпаѓа. Грејењето дали од индустријата или од загревање на домовите исто учествува негде 30-40. Оваа прашина што се спомнува од почвена прашина што се дига ради и тоа што имаме сува клима, значи обично земјата не е влажна и при секое движење се подига и таа прашина и учествува таа прашина. Градежните активности на улиците. Значи, има неколку извори и ние немаме стратегија како паралелно. Сега гледаме дали повеќе загадуваат граѓаните или индустријата, едноставно сите загадуваме. Почнувајќи од сообраќај до градежната индустрија, до тоа што исто се спречува истроењето на воздухот и тоа е многу битна работа. Бидејќи на повисоките места гледаме дека има веќе поголем провев и нема толкави загадувања. Значи, она што е во котлините, каде што е затворен провевот, тука стои тој воздух и се дојка нема ветер, буквално се акумулира. Затоа и реков дека ги оставив настрана сите заклучоци и препораки од извештајот на Европската унија, бидејќи во тие неколку сегменти влегува и урбаното планирање. Сега пред да се вратиме само да спомнам и за овие за горење на отворено. И ние се спомна податоци во однос на тоа на 2.5 пм частичките и 10, меѓутоа кај нас не се мерат фурани, диоксини и ред други многу отровни канцерогени супстанции кои ние ги чувствуваме во воздухот. Тоа е она горење на отворена површина, значи топење кабли во Скопје, постојано го имаме тоа, значи алармираме и едноставно не знам како не се направи на контрола и на локална ниво и на централно ниво. Значи, едноставно чекаат некој од граѓаните да собере храброст, бидејќи граѓаните се навикна па само слики ставаат, не се јавуваат на телефоните или некојаш не се достапни. Едноставно имаат инспектори, нека излезат на терен. Како ние, како граѓани ги гледаме и обично се скоро секогаш истите мести, а не постапуваат така да речеме да имаат еден систем или камери или редовни контроли да ги откријат. И кој ќе ги откријат, све се сведува на тоа, немаат лични карти, малолетници се, немаме што да правиме. Значи не може ние да не можеме како држава да се справиме со горење што е најтоксично, првенствено за тие што го прават. Некојаш го прават деца. И ние едноставно не ги заштитуваме тие деца со тоа непостапување. А колку, особено Скопје, пред да се вратиме пак на Струмица, е проблематично од аспект на поделеноста на тие надлежности, особено сега во овој мандат, Горијан, сме во една специфична состојба на комплетна блокада на градот и на сите градски институции. Вие сте креатор на апликацијата, приврзаник на новите технологии, значи јасно е дека нити може да се вработат доволно инспектори кои што ќе стигнат и ќе ги има насекаде, но тука модерните технологии, наблюдувањето со дрон, со камери, ова што вие го споменавте, инсталирање на јавно пристапни мерни станици кај носителите на АЕБ интегрирана дозвола, дека може да даде резултат. А зошто нема слухи за тоа? Искрено веќе не ми е јасно. 10 години помина, од кои што ние како активисти повеќе некои луѓе се тука и 15 и 20 години зборат на темава. И немаме ние мрднато. Значи, еве ние како Зелен хумаград имаме поднесено толку многу предлози до град Скопје. Дел од нив ќе бидат изгласани од страна на советниците. Дел од нив нема ни самите советници да ги изгласат. Тие што ќе се изгласат, градот ќе се произнесе дека е ненадлежен. Ќе каже, знаеш што, за дел од овие јас не сум надлежен, за другиот дел веќе се во фаза на имплементација. Ние не сме виделе еден резултат. Ние не сме виделе едно нешто од сителото тоа да биде применато. И да, точно, имаме многу мал број на инспектори. Тие инспектори едва може да постигнат на еден или на два повици, а камоли на сите други кои што се пријавуваат. Кога ќе искочат тамо, не знаеме ни точно како се измерило целото тоа. Дали имало можност за корупција, дали немало, дали имало можност за заплашување на тие инспектори. Ако ја вклучиме технологијата во независно континуирано мерење, ти не можеш да го потплатиш серверот или дронот. Не можеш да го заплашиш серверот или мерната станица и да речеш аха, ќе те повредам тебе доколку не можеш. Ние мораме да присвоиме овие нови начини доколку сакаме лимитираните капацитети кои што ги имаме или компрометираните капацитети кои што ги имаме на инспекторите
да ги замениме со нешто со кое што ќе биде нивна алатка, нивна помош и ќе може да го прави целото тоа. Јас знам дека имаат и одредени проекти кои што се развиваат во моментот. Треба да се креираат и веб страни кај што граѓаните директно ќе пријавуваат загадување, па со слика, па инспекторот ќе може да следиме дали излегол, дали го казнил целото тоа. Тоа беше еден проект што знам дека се уште е во изработка и се обидуваме да го лансираме. Но проблемот е дека ако ние не ги прифатиме овие нови технологии, туку упорно сме заглавени во старото очигледно не дало резултат. Очигледно. Танушев, што е тоа што како препорака стои во плановите на Струмица? Скопје веќе некако ние во овој период, што и да се каже, е навистина во овој мандат џабе, поради релациите на градоначалниците и градоначалничката и испреплетените надлежности, но кај вас состојбата е чиста. Се знае, одговорноста е на градот, одговорноста е на Советот, останува на средствата и креативноста да се дојде до донации, бидејќи буџетските средства за оваа намена за жал се многу мали. Дали се слушаме или имаме? Па, Струмица, за волја на висината, има направено доста работи во делот на екологијата. Јас ве слушам. Да, ве слушаме сега и ние. Навистина, Струмица, би спомнал само некои работи, се инвестираше во значи во канти за селекција на отпад. Тоа е значајно за нас, затоа што пробуваме да ги навикнеме граѓаните да селектираат отпад. Ние сме гасифицирана општина, така што пробуваме и да ги мотивираме индустријските капацитети да се преминат целосно на газ и полека тоа се случува. Не е со некој брзо темпо, но се случува. За жал за граѓаните тоа се уште е релативно скапо. Некоја проценка е некаде околу 5000 евра е потребно за промена на грејните тела во самите домови за да преминат целосно на газ. Така да таа е слаба динамика, но има можности. Тоа е една работа што другите немат. Навистина има секундарна гасификационна мрежа од 43 км, што не е малце. Значи тоа директно може да се искористи. Но од друга страна, се градат сега и нови паркови. Но тоа нема да не спаси, пак ќе кажемо, заради тоа што малце по малце ние како да забораваме дека треба да се делува системски. Не може само градот без централната власт тоа да го прави. Требаше да имаме закон за индустријски емисии кој што упорно со години не се става на дневен ред на собрање да се усвои. Оно што го зборува Горијан, да има секоја инсталација, независно АБ или кој да е, мерни точки кои што автоматски ќе прават контрол. Тоа во исто време е потребно и за осогласување со европските закони, или се возиме кон Европа. Така да ова апсолутно ќе ни биде потребно. Но Струмица, например, конкретно, јас бих спомнал дека она што најбитно би било е да се активираат службите, бидејќи нема видено конкретни изречени казни кон индустријски загадувачи. Такво нешто јас кај нас немам видено. Што доминира? Цело време извинете, Тануше, што доминира? Б или А интегрирана дозвола? Мислам дека Б се доминантни. А сега се во зачеток неколку. Имаме 13Б, имаме 2 со А, но и тие кои работат, кога не работат, како и да е. Има многу инсталации кои што работат само со елобрати, кои што од моментот на издавање никогаш не се биле ни проверени по мене. Само со елобрат, а загадува. Значи, такви има многу. Значи, ни треба нешто што ќе покрене дека навистина тоа не се случува, да ставиме крај на дилемите дали е дрвата, дали не. И уште нешто многу битно би било. Луѓето што користат дрва за гревење не би требало да добиваат мокри дрва, бидејќи тие се во огромен процент на загадувањето што сега го има. Шумско стопанство има инстанција која ги издава тие дрва непосредно пред самата грејна сезона. Значи, тие се мокри дрва, недоволно осушени и кога ги стават во печката,
тие генерираат огромни количества на газ, што не е во ред. Би требало да има некаков стандард и за таа работа. И тоа да се пропише на ниво на цела држава. Сезоната, да биде како на Запад. На Запад не смеат да ви дадат на вас огревно дрво, што не поминува една година слушање. Значи, си има точно колку треба да е важноста во секоја дрвна маса за да биде одобрена законски за горење. Кај нас тоа го нема. Во Струмица конкретно исто така многу е актуелен проблемот со загревање, зимско загревање на оранжериите. Значи, во Струмица има огромно површини на пластеници кои што зимно време ги загреваат со цел да овозможат поголеми услови да расте тоа земјоделие. И сметам дека и голем дел од загадувањето во Струмица е и токму од тоа. Знам дека во општините кои што граничат со Струмица, Босилово, Ново село и Василево, па дури во самата Струмица, некај купиш на таа страна, знае начинот постојат на грејење. Мораме тука на кратка пауза за реклами и продолжуваме. Пред да продолжиме со дискусијата, би сакал да погледнеме една изјава за истражување кое што денеска го промовираше UNDP и кое што опфаќа училишта во неколку македонски општини. Сознанијата се исто така страутни, а тоа е дека нашите деца во училиштата и во градинките исто така дишат загаден воздух. Да ја слушнеме изјавата на деканот на Штипскиот универзитет, воедно и предводник на ова истражување. Ова е една од првите истражувања направени за истражување на квалитетот на воздухот во затворени простории. Веројатно сте информирани дека истражувањето е дел од проектот за справување со загадувањето на воздухот во 5 општини, кој што е имплементиран од организацијата од UNDP и со финансиска поддршка на Шведска во градовите Гостивар, Куманово, Струга, Струмица и Кавадарци. Ние успеавме во овој период, во период од скоро една година, да согласно методологијата препорачена од Светската здравствена организација да направиме анализи на квалитетот на воздух. Денеска ќе ги видите целосните резултати. Генерално имаме сличен проблем како што и проблемот со амбиентниот воздух. Доминира, односно го надмируваме дозволениот лимит на суспендирани цврсти честички, другите загадувачи беа во прифатливи граници, гасовите и биоаеросолите, така што за разлика од другите активности, тука имаме повеќе можности за справување, почнувајќи нели од системи за вентилација до едноставни организациони мерки, како што се носење на обувки или облека наменета само за затворениот простор на училишта, до подобра хигиена. Верувам ќе се зборува на овие теми подетално за време на оваа презентација и сигурен сум дека и тука мора да преземеме мерки, бидејќи воспитно-образовниот процес за да се одвива мора да имаме и здрава средина во која што се и децата и наставници. Генерално нема директна поврзаност. Значи во зимскиот период кога надвор се екстремно високи концентрациите не пробиваат во целост во внатрешниот воздух. Денеска имаме малку посовремени, односно подобра изолација, енергетска ефикасност на објектите, нема директна поврзаност помеѓу внатрешниот и надворешниот воздух. Иако и имаме поврзаност не директна, во текот на зимата имаме помали концентрации внатре, но во текот на летото имаме повисоки концентрации внатре од надворешниот воздух. У просек ги надминуваме препораките на Светската организација скоро за 2 пати, така што неопходно е да се преземат мерки кои што би направиле условите во училиштата и во градинките да бидат и здрави и безбедни за децата и за наставници. Генерално ние дишаме загаден воздух и внатре и надвор, со тоа што внатрешниот воздух веројатно е и поголем проблем за нас, бидејќи ние престојуваме, посебно во зимскиот период внатре отколку надвор, 90% од времето ни е внатре. За разлика од надворешниот, тука имаме повеќе решенија, како што спомнав, од
современи системи за вентилација до едноставни самостојни системи за филтрација на воздухот кои со HEPA филтри доколку се опремени можат според повеќе студии во реални услови да намалат и 80-90% од концентрациите на суспендирани честички, како што спомнав, едноставни мерки за хигиена, пребришување мокро, почесто користење на обувки или облека наменета само за внатрешниот простор, значи не со надворешната облека. Сите тие мерки заедно, ако се проактивно постават и ако се следи состојбата, верувам дека може да резултираат брзо. Долгорочни треба да го најголем дел се внесува од тие загадувачи, дали директно или индиректно од надвор, дали преку обувките, облеката или со пробивање преку обвивката на зградата, поради нехерметичност, тоа се внесува од надвор. Така да ако надвор го решиме квалитетот на воздухот, долгорочно ќе го решиме и внатре. Еве, тоа е истражувањето околу состојбата во градинките и училиштата во Кавадарци, Кумваново, Струга, Струмица и Гостивар, и веројатно тоа е за дебата и ќе се дебатира за тоа во училиштата, да не ги плашиме родителите, но само пием честичките во затворено, изнесуваат од 40 до 80 микрограми наспроти границата од 25 микрограми. И повторно Георгиевска и професорот се врати на заклучокот. Ако не го решиме проблемот надвор, ништо не правиме со ова, бидејќи препораката на присутните министри на оваа дебата беше па добре, еве со блок дотациите што им ги доделуваме, училиштата нека купат прочистувачи на воздухот. Не е решение. Мислам, во секој случај ќе ја подобри ситуацијата додека не се реши, меѓутоа не може да останеме само на тоа и да мислиме дека децата ни се на безбедно место ако се во училиште или ако имаме дома прочистувач. Затоа зашто она го спомнав и на почетокот. Не може како држава ние да не мислиме на нашата иднина. Децата наши имаат помал капацитет на белодробен капацитет токму поради загадувањето. Поподлежни се на алергии. Значи влие на многу насоки. Да не зборуваме колку има последици во односи на предвремени пораѓаи, неплодност и ред други работи. На сите тие работи ние не размислуваме какви имаме последици, колку тоа не го чини здравството и нас како држава, а од друга страна не се ни обидуваат да направат една стратегија и како еднаш за секогаш да почнеме да го решаваме, не само да збориме колку е голем проблемот. Значи, професор доктор Мирјана Димовска од Институтот за јавно здравје денеска на разговор за вестите на Телма вели дека како директна последица на проблеми предизвикани од загадениот воздух, тоа се околу 3400 луѓе годишно до 4000 или 17 до 19% од вкупната смртност. Зошто овие податоци од вкупната смртност само за смртноста, за болувања, за другите тоа е дополнителна анализа. Како ова никого не алармира и кој е оној основен сет на мерки што би морали да го видиме, бидејќи податоците се загрижувачки, само еве не комплетно за екологија, но новиот буџет за воздухот, само 166 милиони во новиот буџет се изворни буџетски средства, дополнително 1,2 милиарди денари се заеми и 1,6 милиарди се донации. Јасно е дека сами не можеме овој проблем да го решиме, меѓутоа ова е огромен диспаритет на средствата кои што се одвојуваат од буџетот наспроти она што го бараме или го молиме како донација. Дури еве ние у Карпуш успеавме да одвоиме поголем буџет за животна средина, меѓутоа освен садење, садници, зеленило, поставување на вештачки треви на игралиштата кај децата во училишните дворови, требаше се набават и мини мерни уреди за да можат инспекторите да одат на терен и да лоцираат, меѓутоа мислам дека тоа не се спроведе, така да некогаш и кога имаме и добра стратегија и средства, ако нема волја тоа да се спроведе,
Значи остануваат на крај во животна средина и толку малку што имаат, некогаш тие средства не ги потрошуваат и тие се пренаменуваат при крајот на сосема некои други работи. Едноставно нема волја да се решат работите. Едноставно сакаш да решиш, ќе најдеш начин. Не може секогаш да оставаме дека не можеме да најдеме, не можеме малолетните лица или тие што немаат лични карти, се е тоа промена на закони. Зашто не можеме да спроведеме или да се убедиме дека мора да спроведуваме сет мерки кои што се основни. Ние веќе заборавивме на ова, нема да се расправаме со градската администрација дали се мијат или не се мијат улиците, бидејќи сите гледаме дека не се мијат улиците. А никој до сега не се реши на она, ако е проблем и кога е проблем со обраќајот, налепниците исто не се реализира. Налепниците не се реализира. Од друга страна, за да се реши социјалниот мир, се попушта, те со увоз на автомобили, те со увоз на автобуси. Еве, немаме ни автобуси. Значи, сега не можеме на луѓето да им поднудиме алтернатива, значи да не се трошат, да не идат со возила кога е најзагадена, нема алтернатива, ние немаме превоз. Значи, автобусиве буквално се десеткувани она што е на улиците. Значи, ние идеме дури во многу полоша ситуација од претходните години. Дека еве тоа Ѓорги што го спомна за законот за индустријски емисии. Значи со години не се ставаат, кој ќе се донесе тој закон, пак има некако одреден број на години кога индустријата ќе треба да се преориентира и пак изгубиме уште 10 години. Едноставно не можам ни јас да сватам, бидејќи се работи за деца. Дали нивните деца, на тие што ги носат тие одлуки, што не се загрижени, живеат тука или не живеат, или не им е план да живеат децата тука. Тогаш не можеме да збориме ние за патриотизам или некои други побитни прашања, кога овие основниве прашања што се однесуваат на здравието на граѓаните и на здравието на идните генерации. Буквално се гледа на што се сведуваме, нема никакви мерки, мерките се сведуваат на инвертори, а што се оние што нема да идат на инвертори? Значи, потоа се садат дрва, тие дрва многу мал број се успеваат да се зафатат. Еве, ја имам евидентирано на потегот на Партизанска, што е од Карпош 4, беа исечени 10 дрва, наводно беа исушени, не беа исушени. Од тие се посадија дупло, од тие дупло дали 3 се фатени. Добро, и 20, и оно што е најкарактеристично за цело Скопје, за сите општини, оние 20% зеленило завршуваат на убави 3D фотографии со жардинери и кровни тераси, кои што кровни тераси после тоа некако чудно со онаа не е фантомска законска можност, меѓутоа веројатно ќе треба да се размислува како да се ограничи со обични измени во тек на градба, тие 20% едноставно ги снемува и никој не регулира. И никаде нема руфтоп или зелен кров во Скопје. Не само што немаме зелен кров, значи ние се вадиме со тој концепт, ќе ставам дрва во сакси. Ќе поставам дрва во сакси, ќе ставам на балкончето, ќе има нешто зеленило, ќе изгледа. Јас се го завршам. Прво што е само на слика, а друго не го решава проблемот. Не го решава проблемот. Ти кога ќе надвор жешко, кога е топло, ќе се скријам на кров под сенка. Там сакаме колата да паркираме под сенка, на кров ќе ја качиш. Тоа така го решаваме ни ова 20% зеленило. Наместо да се грижиме дека доле самиот град имаме топлотни устови во лето, се печевме до сега заврши печењето, сега ќе се гушиме во зима, ама ќе се тешиме дека можеби ќе направиме нешто такво, ќе ставиме на некоја скица и ниту една зграда која што била направена не се има реализирано со тие такви фамозни 3D скици што ги спомнуваш, што не ни е решение за целото ова. Значи немаме инспекција, немаме спроведување на ниту еден од тие закони кои што треба реално да не штити нас во оваа ситуација и се доведуваме секоја зима повторно да го кажуваме истото. Повторно се запрашуваме дали нивните деца живеат овде, дали нивните родители го дишат овој воздух, дали некој од кај нивната фамилија не е заболен, нема астма, нема белодробни заболувања. Ова влијае на све, влијае на срцето, влијае на репродуктивните органи. Знаеш колку потешко е да се зачне плод во ваква. Значи има студии кои што го покажуваат истото. Младите ние сме засегнати од ова. Ако планираме да правиме ние фамилија, нема да можеме.
Значи, толку е ненормална ситуацијата, но очигледно е дека ова е како климатската криза. Во моментот, баш сега, дур седам тука во столчето, мене не ме афектира. Па окей, ќе го заборавам. Не ми е ладно, не ме тепа, не ме ништо, окей сум, ќе го заборавам. До кога? Да, ма Скопје го има и тој проблем и со урбаното планирање што во голема мера го нарушува оно што значи генерално квалитет на живот, бидејќи вие не знаете ако денеска купите стан и имате одреден поглед кон три дрвја или кон не знам, кон водно, кон Скопска Црнагора, дека по 3 месеци нема да гледате во дневната соба на соседите. Точно, ние немаме никаква концептно урбано планирање. Значи, целото тоа зелено нас не е изгубено. Тие воздушни коридори кои што Скопје бил иницијално планиран да ги има, бидејќи се наоѓаме во котлина, ги затнавме максимално со згради, само во висина на сиде, не дај Боже случајно градот да засватиме дека толку може да собере во котлината и дека треба може да се прошириме надвор. Едноставно го затнавме градот за да немаме воздух, провев на воздух и после се чудиме зошто во зима поради температурната инверзија ни се собира воздухот внатре. И уште една небулоза, значи за секој детален урбанистички план треба да се донесе општината да донесе одлука за спроведување или не спроведување на стратегиска оцена за влијание на животна средина. Тоа е сведено на толку банална работа, тоа се стои во законот. И секој Министерството за животна средина ги одобрува тие одлуки за неспроведување, бидејќи имало градот спроведено, значи од кога од онестариот дуб што веќе му измината и важноста. И тоа така си поминува без да се оцени влијание на животна средина, се градат огромни згради, као све било спроведено, све супер ни функционира и од сега ќе се чудиме од каде ни имаме загаден воздух. И тоа со години, 15-20 години се гради така, се искористува целата површина за градба, бидејќи квадратот градежна затворен простор носи многу повеќе пари отколку паркот. Па не, јас се обидувам да ги шетајки низ Скопје да препознавам каде се тие зелени површини кога голем дел од зградите со терасите буквално надвиснуваат над самите улици. Нема, дури во Бутел имам видено зграда каде што зеленилото на фасадата е од пластика. Не. Да. Значи... Добро, модерни се декоративните елементи. Танушев, ја споменав на почетокот, ја споменавте и вие дека сакате да ја прочитате ова анализа која што е направена во однос на воздухот во Струмица. Генералните насоки се истражувањата се тие, може да си дебатирате и вечерва накратко, а повеќе со авторите понатаму. Загадувањето во зимските месеци во најголем дел е поради согорување на биомаса, односно грејење на домакинствата со печки, дрва, пелети. Втор голем извор на загадување е сообраќајот, кој што е поголем проблем во потоплите месеци и во зимските месеци значително загадување и горење огнови на отворено. Ова го има за неколку градови. Што значи тоа огнови на отворено? Тоа значи, оствари горење на депонии, како што добро знаеме што значи, барем во Струмица оваа година имаше рекорден број на депонии што гореа. Почнувајќи од таа полуофицијалната на Шапкар, што е, кај Добрашинци. Значи, јас лично бев таму, се отров буквално во чадот, во маглата, во пластиката што гореше таму, чисто за да привлечеме внимание, да снимаме видео во живо, што за да дојде некој да ги гаси тие работи. Таму се фати после и шумата и стана тоа огромно жариште на се и сешто. Но секојдневно горат депонии во населените места, значи по селата, во блиску градовите. Како што доаѓа, му текнува некој да гори за да вади бакар, тоа се гори и никој не го сопира. Едноставно, сите ќе сликнеме на Facebook и тука завршува се. Нема нито едно нешто да се рече дека се постапило, се казнило. Ние уствари си патиме од корупција. Значи, не сакаме да си ја сработиме. Зошто го викам тоа? Зошто нашите соорѓани кога одат во западниве земји, таму најднаш се толку дисциплинирани, толку се како што треба, зашто има закон. Кај нас нема закон, почнувајќи од сите нас, од локалните власти, од централните власти, од луѓето што треба да го спроведуваат тој закон, инспекторите,
Значи, ние не си ги спроведуваме, работиме, а бараме потоа да имаме чист воздух. Или било што да ни биде добро. Не може така да се понашаме. Јас ги знам резултатите што ги спроведува од анализава. И таму нормално вика цело време дека 30% од дрвјата, од загадување со горење, и тука има нешто, да. Но никаде не се спомнати зошто и лете и зиме имаме горење. Да, го изгубивме Танучев и при крај сме. Ќе мораме уште на една пауза за реклами, а потоа одиме со нешто што може да се предложи конкретно за Скопје, а ако со оглед на актуелната ситуација оваа година воопшто може, бидејќи веројатно ќе бидеме жртви на кавгите во Советот на Скопје, на кавгите на општинските градоначалници со централната скопска власт, и тука веќе ова се чини можеби дека ќе биде уште една промашена година за какви било мерки. Пауза за реклами, па се враќаме во студиото. И бидејќи во Скопје главниот збор, покрај тоа што го прават општините, го има и градот Скопје и Советот на град Скопје, за да не биде дека за загадувањето говориме само во зима. Зелен хуман град, мислам дека е ова во јуни некаде усвоена иницијативата со 19 препораки, некои ги спомнавме, некои изгледаат бараат пари, бараат фазно планирање, малку научно преоптимистички за Скопје, но како и да е. Во овие околности ќе има ли спроведување барем на едно? Нема. Значи, тие 19 мерки беа донесени на едно од првите граѓански собранија што беа направени тука. Значи, се формираше граѓанско собрание од над 60 на граѓани од различни етнички групи, од различни демографски групи кои што дојдоа заедно и со помош на експерти од индустријата, експерти од енергетиката, експерти од транспортот, ги составија овие 19 мерки, беа многу повеќе. 19 ги тангираа град Скопје, а другите беа препратени до соодветните министерства, значи на национално ниво. За жал, иако ние ги доставивме до Советот и Советот ги усвои, од градот добивме одговор за дел од овие ние не сме надлежни, другиот дел веќе се имплементирали или биле во фаза на имплементација. Ние ниту имаме виден резултат дека нешто тоа навистина е имплементирано, а тие кои што не се надлежни, ние тоа треба да го правиме, да креваме раце, или да речеме во ред, бидејќи ова го тангира и делот од град Скопје, јас ќе направам заедничка соработка со градоначалникот на општина Карпос, со министерот, со некој друг град можеби, и заедно ќе пристапиме кон креирање и решавање на овие проблеми. Значи, ние едно од работите кои што мислам дека устата пена ни фати зборејќи тоа е отпадот, кој што е и дел од целото ова загадување, конечно град Скопје постави 2 компостари за биоотпад. И рековме ќе славиме. Првата победа, еве имаме 2 компостари за биоотпад, пластиката уште не е извадена од нив. Година и кусур стерат со пластиката ставена на нив, едното се наоѓа во паркови зеленило, другото се наоѓа во зоолошка градина. Јас како граѓанин не можам, прво не ни функционира за тие предпријатија, камо ли јас да дојдам да фрлам биоотпад. И што со тоа? Што сме постигнали со тоа? Така што јас не верувам дека оваа администрација може да спроведе што било од сите тие мерки, тоест, не верувам дека сака да спроведе. Они може да спроведат. Ама очигледно дека не сакаат, бидејќи поминаа 3 од овие 4 години овој мандат, и ништо не се спроведе за да се намали загадувањето во град Скопје. Невена, интересни се податоците, често е актуелно, бидејќи влијае на вкупната цена на електричната струја генерално, и тоа дали ќе дојде ако Скопје нема парно, меѓутоа податоците се загрижувачки. Само 69.000 домаќинства во Скопје, што е некаде 1/3 од населението, е приклучено на централно грејење. Во државава, ако гледаме, според последните податоци се од пописот се некаде 590.000 домаќинства. За жал, го изгубивме Танушев со врската, спомена дека еве Струмица има 43 км секундарна мрежа, меѓутоа тоа скапо. Скопје интензивно се развива. Скопје се силува од градење,
практично во ниту една нова зграда ниту има, ниту пак некој помислил да стави обврска за мрежа за поврзување на газ, а од друга страна упорно го слушаме примарната мрежа, газ за конектор од едно од друго место, да не го спомнувам пак веќе постојната мрежа која што за жал не ја користат ни државни институции. И за жал, ја не знам дали постои зграда толку енергетска ефикасна како што се иде во Европа, да буквално нема потрошувачка на енергија, да е толку и енергетски ефикасна, да создава енергија за своји потреби, да не ја испушта надвор и да нема потреба или кога не се вклучуваат на централната градска мрежа, топлотна мрежа, тогаш треба на некој начин самата зграда да биде обезбедена за грејење или со топлотни помпи или со соларни енергии, меѓутоа тоа не го прават. Зошто не е едноставно кога ќе дојдеш во такви квадрати за купување, тука си обезбеден енергетски дека немаш дополнителни инвестиции. Меѓутоа не се гради, затоа зашто вака е поедноставно да се помалце се вложува, квадратот расте и без тоа, секој гледа да си ги земе парите од денес за утре, не гледа што ќе се предизвика и она што го спомнавме и претходно. Да, но од друга страна се става подпис на обврски. Например, во планот за раст е предвидено дека тој кој што и сега постои, сертификат за енергетска ефикасност на секој ново изграден објект од крајот на 2026-та ќе биде обврска за сите. Владата, например, пак се обврзала дури дека ќе донесе и таму напишено, кога ќе се објави ќе видат сите, дека мора да донесе 3-годишен план за да почне со реконструкција на сите објекти на државните институции во рокот 3 години. Сега, дали покрај сета мака што ја чувствуваме, само условно стапот од надвор може да не натера на нешто? Па не верувам дека ни тоа, затоа зашто пред минатиот месец Европска унија донесе уште по декларации за уште пониски вредности за амбиенталниот однос на загадување на амбиенталниот воздух. И ние уште тапкаме во место, камоли и да дојдеме на она загадување што сме го планирале, да речеме да се намали во одредени граници, тие граници ќе бидат високи во однос на тоа што во Европа се презема све пониско загадување. Последно прашање за двајцата, што ни е чарето како до пред година-две да се надеваме само на ветар? Во моментов, дали сме на тоа оставени како граѓани, инаку решенија имаме, ние стратегија имаме за извоз. Немаме една таква стратегија која ќе биде на национално ниво во однос на намалување на аерозагадувањето. Значи, стварно треба да седнат стручни лица, професионалци и било која влада да се обврзе дека тоа ќе се спроведува. И да се оди точно по тие чекори како што е предвидено. И да си земеме обврска и ние како граѓани, и за граѓаните, и за индустријата, и за политичарите што ги носат одлуките, дека од тоа нема отстапување. Ама ние знаевме колку години за јаглеродната такса, што ќе влијае на конкурентноста на нашите производи и сега молиме да ни ја укинат. Затоа што нити државата, нити пак бизнисот направил нешто свесен дека ова пенкало ќе чини многу повеќе ако... Од сето ова излегува дека оние што не водат години наназад, едноставно не мислат за иднината на оваа држава, мислат на сосема други работи. И нека го имаат предвид ова гласачите кога ги заокружуваат ливчињата, затоа зашто на крај пак граѓанинот е крив. И граѓанинот си ги носи своите последици од луките и од она што не се спроведува. Никој не прашува во програмите како ќе се реши ова прашање или она прашање и кои гаранции ги имам да се реши. Се наметнуваат проблеми што се многу помалку страшни од ова што ни се случува. Горе. Аз ќе поддржам Неве на тоа што рековме. Иницијално сакав да кажам да политичарите или оние кои што го водат овој систем да се чукнат малце во глава за да размислат што е, но претпоставам тоа е чукање во шупливо, така што ќе треба да се чукнеме ние како граѓаните во глава и ние да кажеме окей, ќе се вртиме во круг,
Истите луѓе ги враќаме назад на позиции, истите групи, истите партии ги враќаме назад на позиции, кои што со години ни покажува дека не се способни да го решат овој проблем со загадување, склоп други проблеми. Ако ние упорно се очекуваме дека со истите действија ќе добиеме различен резултат, онда може и ние треба да се чукнеме како граѓани во глави да речеме, окей, нормално ли е ова што го бараме, што го правиме и што очекуваме некакви други резултати. Така што идат избори, може малце да се запрашаме што правиме овој пат. Ви благодарам што вечерва бевте мои гости, вам почитувани, ви благодарам за вниманието, го добивме Танушев на крај, но Танушев се извинувам, следниот пат ќе мораме во живо, некако вечерва не ни беа наклонети, интернетот не ни беше наклонет, денеска така е цел ден. Во секој случај ви благодарам и на вас. Благодарам. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието.